Се наоѓаме во пределот азот, значи кој што него носи името по хемискиот дел елемент азот, туку со значење аси, значи непокорлив дел или бунтовнички крај. Дека ова е вистина што од пред турско време е затоа што некои записи што во времето на богомилството кој што потекнува тука па се расширило низ цела Европа. Викале безбожни бабуни богомили. И од бабуна настанал азот со значење тежок непристапен предел, одметнат предел или предел на луѓе кои што се бунтовници или разбойници. Тоа значи името на овој предел азот. Игор, најпосе во бунтовници како ние од Green Power што целата антидржавни антинародни кои како се не минува некрсто. Богомила, Капиново, Нежилово долу, па Прадишти ореше таму во долу. Само да прочитам еден интересен факт од една книга што преведам после ќе дадеме без Малото поле околу Богомила е покриено со ниви, оризници и градини посејани со грав. По нивите највеќе се сее пченица, оризот е со послаб квалитет, но гравот е прочуен во прилепско по лесната варливост и сладост. Поради што тој се продава 5 пати поскапо за ока, дури од прочениот охридски и тетовски грав. Гравот се купува повеќе од селаните во прилепското поле во замена за житото кој тие го продаваат во селата на бабуна. Во Богомила секоја недела имало пазар. Така го сметат, заради многуте води, дека има доста вода. Дешен грав ќе јадеме? Па тоа го прашав Ристе, не знаем дали од Киргистан, дали од Тетово, дали од ова. Некаков ќе јадеме, ќе се закрепи. Во секој случај ќе уживаме во Македонија, во вкусовите, во природата, во убавините, сето тоа е уживање во Македонија. Фати ги овие убави. Ги фати. Значи, почитувани присутни, ја прво се заблагодарам на нашите пријатели од Велес, ја не сум од Велес. Меѓутоа, душевно како да сум од Велес, еве сега ме сметаш за дел од нив. Се наоѓаме моментално на најголемиот планински масив во Македонија, Мокра, односно предел меѓу Даутица и Јакупица. Тие две планини, таму е бабуна е таа планина таму со Мукос и Златовар, према Прилеп. Под нас е село Капиново, за кое што ќе прочитаме некои малку податоци, значи не се толку битни географските, тие ќе ги видите од снимките. Како е основано, вика, во пишаните историски извори Капиново се споменува за прв пат во 1460 година, кога имало само 4 христијански куќи. Денешното Капиново, ова што постои тука, во проложение е основано некаде околу пред 200 години. Го основал, значи прво атарот бил во собственост на некој човек од Прилепското село Црнилиште, а го основал некој си Китан од селото од Тажево во Порече, кој за 7 кеси со пари, која што една кеса содржала 100 грошеви, го купил имотот од тој споменат човек од Црнилиште. После тоа селото нараснало на 25 домакинства и до 94 година имало само еден жител, од тогаш веќе нема постојани жители, а родови од ова село се Китановци, што слават Свети Никола, Станковци или Ристевци, што слават Свети Ѓорги, и Тошевци. И сите се по потекло од Порече, што е зад оваа планина вам. И само на крајот да кажам уште нешто интересно и занимљиво ако ве занима. Тоа ќе прочитате оваа збирка на податоци, јас секаде кај додам остам, ќе остане во домот во Папрадиште, тоа китно убаво село наму, каде што ќе може да си читате и да правите прошетки. А врвот, Солунска глава, тоа го гледате овој со војната база, така право над Нежиловски стени, е познат во минатото и под повеќе други имиња што сега за прв пат ќе ги кажеме. Едното име што Ѓорче Петров со таа книга го користија само Јакупица, а инаку во Нежилово и овие места е познат како Мокров, се вика врвот. Познатиот револуционер Петар Попарсов, сите го знаете, родом од Богомила, каде што неговата родна куќа, во 1892 има напишан расказ, се вика На Мокров, мислејќи на врвот Солунска глава. Тој е битов расказ од животот на луѓето овие краишта, така што знаете кај имињата на Солунска глава се и Мокров и Јакупица, а Солунска глава постои од 1915 година како име. Кога ќе одиме некојаш таму горе, ќе раскажеме зошто е така. Драго ми е што ми слушате. Сега ќе тргаме и во оваа природа уживајте во Македонија.